Здраво на сите, јас сум Джейлан Велио. Иако се тврди дека табуата се надминати во 21 век, тие и тоа како постојат, особено кога во прашање е сексуалноста. Денес во Гласни идеи ќе разговараме со другарката Елена Данова и ќе ги опфатиме темите како што се квир заедницата, парадата на гордоста, институционалната дискриминација, односно воопшто дискриминацијата кон лицата од ЛГБТ заедницата и слични теми. Здраво Елена, драго ми што гостуваш во Гласни идеи, како си? Здраво, Джейлан. Фала на тебе и на Гласни идеи што одлучивте да ја внесете и оваа тема како една важна општествена тема во вашиот подкаст. Добро сум и сум возбудена за парадата која што ќе се случи оваа сабота. Да, ти благодарам и јас што прифати да гостуваш и сега кога внесуваме вакви теми, значи секоја прогресивна тема е добре дојдена во нашиот подкаст. Па добро, бидејќи ја спомна и самата парадата, дали може да ни кажеш нешто за историскиот одсврт на парадата на гордоста, што се однесува до нашата држава, кога прв пат се одржа, која беше борбата претходно за да дојде до парадата и така натаму. Мислам околу концептот на парадата на гордоста. Зошто е потребна таа парада? Да, значи прво да напоменам дека и покрај тоа што можеби на многумина им изгледа дека ова е нова битка која што ЛГБТ и луѓето или квир заедницата, како и кои термини да го користиме, дека е нова битка која што сега ја почнуваат, всушност ова е битка која што се води од многу одамна и можеби поконкретно некаде од 60-тите години. Отпорот кон обесправувањето на ЛГБТ и заедницата и борбата за уживање на основните човекови и граѓански права почнува да станува се поинтензивна. Македонија не е, да речеме, нема долга историја на борба за правата на оваа заедница. Историјата е поскорешна, но сепак се радувам и верувам дека сите кои што се бориме за човекови права, се радуваме што веќе конечно почнуваме да го учекориме тој пат и да сваќаме дека ЛГБТ и заедницата е навистина маргинализирана и основните човекови и граѓански права нема услови за да ги ужива овие основни човекови и граѓански права. Во Македонија првата парада на гордоста се случи пред 2 години. Минатата година, за жал, поради состојбата со пандемијата, не успеа да биде организирана, но пред 2 години се случи првата парада и годинава ќе се случи всушност втората. И покрај тоа што парадата во голем дел од светот и во голем број земји на западот можеби, веќе е форма на прослава и на славање на различноста и можеби едно потсетување колку всушност слободата е фрагилна и колку треба да се бориме за неа. За жал во Македонија парадата е повеќе протест отколку славење. Секако не забораваме и да ја славиме различноста за време на парадата, но во голема мера е протест. Протест преку кој што бараме услови за уживање на основните човекови и граѓански права. Протест со кој што бараме слобода, протест со кој што бараме недискриминација на нашата заедница и протест со кој што пред се обидуваме и да ја кренеме свеста на општото население во Македонија дека ЛГБТ и заедницата се обични луѓе од секојдневието, луѓе кои што ги гледате секој ден и дека не бараме ние некој посебен третман или посебни не знам какви ЛГБТ и права, туку всушност бараме само услови, да се создадат услови кои што ќе овозможат да се уживаат основните човекови и граѓански права. Да, точно. Ова што го спомена со дека во Македонија протест е не славење, истото можеме да кажам за протестните маршеви за 1 мај, пример, можеби во некои земји, не знам. Односно, на почетокот кога се издействувале некои работнички права, 1 мај бил ден за славење на тие права, но после тоа продолжуваат како протестни маршеви и протестни барања околу работничките права, така што во повеќе сфери се повторува истото. Добро? Да, ќе те прекинам. Мислам, всушност, добро е што го спомна и овој протест што секоја година го одржуваме за 1 мај, затоа што
повеќето маргинализирани заедници во Македонија се уште немаат услови да ги уживаат своите права. Например, ако зборуваме за работничката за група, нели, за таа група работници, за таа работничка класа, се уште немаат услови обезбедено за да ги уживаат работничките права и па дури би рекла и слободи, едноставно нели човековата слобода која што треба да им биде загарантирана поради опресијата која што ја доживуваат во системот. И сега би сакала на ова само да надополнам, замислете лице кое што припаѓа на повеќе од една маргинализирана група. Пример, работник или работничка која што работи во одреден фабрички погон, каде што работничките права се есенцијално загрозени. Дополнително, ова лице, да речеме, е жена и знаеме, нели, затоа протестираме и секој 8 март, затоа што и жените се уште, нели, немаме услови во Македонија да се ужива родовата еднаквост како концепт. И замислете згора на се, ова лице да припаѓа плюс и на ЛГБТ заедницата. И повеќето од нас, кои што не сме бели, хетеросексуални, богати мажи, припаѓаме на најмалку две маргинализирани групи. И секогаш кога се создава тој отпор токму кон ЛГБТ заедницата, ги повикувам сите да размислат дека всушност ова е само една маргинализирана група, а сите ние припаѓаме на повеќе од една маргинализирана група и само да размислат како се чувствуваат кога нивните права се ускратени како припадници на одредена маргинализирана група. Ете тоа, например, се случува и со ЛГБТ заедницата. Апсолутно, да, во право си. Спомна квир заедница претходно. И тоа, мислам, во нашата држава е понова појава, барем во последните години се споменува за квир заедница. Што всушност значи квир заедницата и кои се квир лицата? Да, тоа е всушност само еден нов термин кој што примарно има дерогативно значење, односно во англискиот јазик имал цел да да се користи со цел да се навреди ЛГБТ заедницата. Неговото примерно значење е настраност, настрана, и всушност тоа е и целта, нели, да се укаже дека ЛГБТ луѓето, лесбејките, геј мажите, трансродовите лица, интерсексуалците и така натаму се настрани обично, односно не се нормални, нели? И всушност ЛГБТ заедницата што има направено, го има земено овој термин кој што примарно, нели, имал дерогативно значење токму кон оваа заедница и му има дадено едно ново значење со тоа што го има присвоено, има направено реапропријација на овој збор и му има дадено сосема друго значење со цел да не може овој термин да биде користен за да ја навреди или повреди ЛГБТ заедницата, туку напротив да биде користен од страна на ЛГБТ заедницата со цел да се покаже гордоста дека сме различни. Покрај тоа што овој збор различни мене не ми се допаѓа затоа што сите сме различни на некој начин и на некој начин сите сме исти уствари. Сите сме исти. Така што да, но нели сменето е значењето. И на пример ваква реапропријација на дерогативни термини може да се случи понатаму во иднина и со други дерогативни термини кои што се користат со цел да се навреди одредена маргинализирана заедница, значи не само ЛГБТ заедницата, можеби дерогативни термини кои што се користат против ромската заедница, против жените, против не знам, лицата со попреченост, па дури би рекла, така што идејата е самата заедница да го земе тој збор кој што се користел против неа и да му даде друго значење. И сега кога ние велиме квир, тоа не е некоја посебна сексуална ориентација или родов идентитет, туку всушност е еден термин кој што како чадор ги опфаќа сите луѓе кои што припаѓаат на ЛГБТ заедницата. Лесбејки, бисексуалки, бисексуалци, геј мажи, трансродови лица и така натаму. Да. Ти благодарам за објаснувањето, сигурно ќе биде интересно за повеќето што не знаеа што значи терминот.
Па добро, откако ги разграничивме, да кажам, по имите историскиот процес, тогаш навистина зачудува зошто денес се уште обстојува стигматизацијата кон ЛГБТ лицата и ЛГБТ заедницата. Што мислиш ти на што се должи ваквото јавно мнение и ваквата конзервативна свест, би рекла? Пред се стравот од непознатото можеби, но и патриархатот. Јас за многу работи го обвинувам патриархатот и мислам дека и повеќето од нас веќе почнуваат да согледуваат колку патриархатот како систем е навистина штетен, не само кон жените, туку и кон мажите и очигледно еве и кон квир заедницата. Значи, патриархатот има поставено една структура во која што само одредена мала група добро ситуирани, богати и привилегирани личности, не мора да се нели секогаш мажи, ги уживаат сите привилегии на општеството, додека останатиот дел од нас, кои што не сме привилегирани, едноставно ни се ускратени буквално условите за да ги уживаме своите човекови права. Патриархатот е многу штетен според мене и мило ми е што се повеќе согледуваме дека всушност треба да ги разрушиме структурите на патриархатот и треба да се бориме против оние норми кои што ги има поставено истиот. При тоа религиските заедници се во голема мера производ на патриархатот и овде значи без оглед на тоа за која религија зборуваме, за кои верски групи и така натаму, во голема мера движењата кои што моментално постојат и во Македонија и во светот, а кои што се насочени кон омраза и нели како да кажам ставање некоја негативна етикета врз ЛГБТ заедницата се во голема мера предводени од религиските групи и ова е навистина тажно. Така што да, мислам секогаш треба да сме свесни дека патриархатот е еден монструозно голем систем против кој што постојано мораме да се бориме со цел навистина да дојдеме на ниво на кое што сите групи во општеството имаат услови да ги уживаат своите права. И да, можеби и незнаењето, непознавањето луѓе кои што припаѓаат на оваа заедница, можеби и тоа според мене во одредена мера влијае за општото население да биде скептично, да биде исплашено, да не знам, да си мисли дека ЛГБТ заедницата се некои луѓе кои што ги гледаме на телевизија и кои што не знам што ти прават таму, шетаат голи по паради и така натаму. Мислам, верувам дека постепено со текот на времето општото население ќе сваќа се повеќе и повеќе дека тоа се само обични луѓе од секојдневието и дека навистина никому нема да му наштети доколку лесбијски пар може да се нели да стапи во граѓанска заедница, во граѓанско партнерство со цел да ги ужива оние граѓански правни аспекти нели понатаму во животот. Например, мислам дека многумина од луѓето кои што го поддржуваат и го сакаат да го уживаат патриархатот, не можат се уште да сватат дека стапувањето во истополова граѓанска заедница не значи ништо посебно, туку само значи дека јас и мојата партнерка, например, ќе можеме да купиме стан заедно. Или во нели подоснежните години, кога една од нас веќе нема да биде жива, а нели земала пензија, например, другата ќе може да ја наследи пензијата. Затоа што недобивањето на овие граѓански права ги става ЛГБТ и луѓето во огромен економски ризик и ова е моментот кој што повеќето
луѓе не го сваќаат и затоа одат на контрапаради и мислат дека овие истополови заедници некако ќе им наштетат на младите, децата и така натаму, но всушност нема, овие истополови заедници не би направиле никаква разлика во општеството за никого, туку само ќе ги обезбедат економски лицата кои што и онака веќе живеат заедно со децении. Апсолутно, да, тоа е најсмешното што со контрапарадите сметат дека ќе, не знам, некако ќе го оневозможат тоа партнерство, а уствари тоа партнерство се постои и преку нели ваквиот начин, преку парадирање, протестирање и така натаму се барат да се уживаат само и другите граѓански права, кои што ги уживаат нели другите хетеро луѓето да кажам. Исто така и мислам дека со здравствената заштита може да се појави проблем, бидејќи кога нели двајца се во граѓански брак, партнерот има здравствена заштита преку партнерот што е во работен однос, а во овој случај нели тоа не се случува. Токму така, дури и на пример за да речеме останувате во болница подолго време, не знам, имате некоја операција или било што и во болница сте 2-3 недели и нормално е вашиот партнер, кој што ви е најблиска личност, да сака да ве посети, да сакате да бидете посетени од негова страна. И пример, доколку интервенцијата е по-деликатна, да речеме, не може секој да влезе да ве посети, туку може само најблискиот круг кој што во документи вие дел од семејството. И сега вие живеете со некои 40 години, а не можете да го посетите во болница кога најесенцијално е потребна она емотивна поддршка. Да. Тоа е исто како, не знам, луѓето кои што се во хетеросексуални бракови, нека замислат да се во болница и нивниот партнер да не може да ги посети во болница. Апсолутно. Но што спомена и претходно, патриархатот нели го посочуваш како проблем. Што забележав, не знам пред колку време беше и каде го забележав, пишуваше дека дете болно, бебе, ако лежи во болница, дека само мајката може да го придржува, а не и таткото. И се тука се појавува тој проблем кога жената се поставува само како во улога на згрижувач на децата, а не и таткото. Зошто да не и таткото? Да, се сеќавам на оваа вест и јас навистина бев шокирана, затоа што не ми се случило, мислам, не сум родител, не ми се случило некоја блиска ситуација во која што ова можам да го искусам и навистина се шокирав и јас кога слушнав оваа вест. И ова е одличен пример за тоа како патриархатот им штети на мажите исто така, на хетеросексуалните мажи, еве поконкретно, затоа што, не знам, доколку јас би била татко, би ми било шокантно да не можам да го посетам своето дете во болница. Мислам, не е рационално, воопшто е нерационално. Апсолутно. Но, така функционира патриархалниот систем и ова е она против кое што мораме да се избориме. Нема друга алтернатива. Да, само како информација што имав видено еден транспарент во Албанија, мислам дека беше на еден протест, еден дечко држеше транспарент каде што пишуваше патриархатот ги угнетува и мажите. Многу ми беше симпатично, баш го респоделив, бидејќи кога се зборува за патриархатот, постојано се зборува за угнетувањето кон жените, а уствари мажите се исто така угнетувани, бидејќи се пред се воспитани во тој дух на патриархатот, да кажам, и понатаму и тие стануваат дел од тој патриархат и го одржуваат, нели, преку нивните семејни односи и така натаму. Едноставно одземена им е улогата на мажите или на татковците, одземена им е улогата на caregiver, не знам, неговател, така, мислам дека би било на македонски изразот, одземена им е таа улога. И да, повеќето се научени да чувствуваат дека нели има потреба тие да му пружат грижа на своето дете, но постојано во позадина ми стои мислата дали навистина не сакаат да му пружат грижа на сопственото дете или едноставно ја следат онаа норма која што им е зададена од општеството. И што правиме со сите оние кои што сакаат да се грижат за сопственото дете, но едноставно тоа не е прифатливо во општеството. Патриархатот вели не и овие лица понатаму искусуваат
срам во голема мера, осуда од роднините, од семејството. Како баш има случај кај што викат жената не си ја врши својата работа, па сега тој мора да се грижи за децата. И Да, дури навредливи зборови постојат, да, нели, за маж кој што се грижи за домот. Да. Исто и со професиите ова е мислам се случува, пример за медицински брат. Кај кажат, Да. остај, тоа е сестра, као. Значи, не знам, тоа е добро, околу општествената дискриминација го зборувавме, но постои и друг вид на дискриминација, односно институционална, за која што луѓето помалку се свесни. И сега што според тебе се случува во тој домен, во институционалната дискриминација и што опфаќа? Да. Според мене, моментално во нашата држава, институционалната дискриминација врз ЛГБТ заедницата е многу поинтензивна, поради тоа што мнозинството ЛГБТ луѓе во Македонија се уште се кријат и, нели, благодарение на тоа криење, не се секојдневно, не се толку често жртви на директна дискриминација. Затоа што ако ти се криеш и нели, поради тој страв, мислам, сосема рационален страв, ако се криеш, никој, нели, не може да те дискриминира директно, поради тоа што по дефолт си стрейт. Но она што се случува на институционално ниво е многу очигледно. Прво, значи, она што веќе го спомнав неколку пати, граѓанските права. Да речеме, истополов пар не може да стапи во граѓанско партнерство, брак или како и да го наречеме, мислам, воопшто не е важен називот на нештото, туку важно е, нели, да се добијат оние бенефити од стапувањето во такво граѓанско партнерство. Значи, на сам старт, луѓето од ЛГБТ заедницата не можат да го уживаат ова право, да стапат во граѓанско партнерство со својот партнер. И понатаму ова повлекува многу други аспекти. Например, во Македонија имаме субвенции за млади брачни парови кои што стапиле во брак пред 30-та година, нешто така, мислам дека беше, сега може нешто и да грешам со годините како беше. И има субвенции за купување стан. И всушност, не знам, таму третина од станот им го плаќа државата практично. Истополовите партнери не можат да ја користат оваа субвенција од државата, поради тоа што нивната заедница не е никаде нели, ставена на хартија. Евидентирана, да. Да, евидентирана, токму така. И ова е дискриминирачка нели, метода која што ги дискриминира директно луѓето од ЛГБТ заедницата. Не знам, понатаму во многу други аспекти, сега еве и да не зборуваме за дискриминација, туку да зборуваме за предрасудите и за стереотипите кои што се присутни во учебниците. Мислам, еве, сега со надеж дека ќе има позитивна реформа во учебниците, се уште не знаеме, треба да видиме, ама, например, учебниците во голема мера се многу дискриминирачки затоа што воопшто не ги представуваат различните групи од општеството и не само ЛГБТ заедницата, туку и другите заедници, например, немате лица со посебни потреби во учебниците, немате жени кои што се бизнисменки, туку имате само домаќинки и воопшто не е представена ЛГБТ заедницата како воопшто да не постои. Мислам дека и класно е тоа дури. Ја се сеќавам социологија кога учев во средно училиште. Значи имавме лекција за угледни и неугледни професии. Замисли, значи, угледни и неугледни професии, каде што во неугледни професии стоја професии како хигиеничар, човек вработен во паркови, зеленило, да речеме и така натаму. И сега како ти воспитуваш на дете, како нели го спремаш за да стане чинител на општеството, а исто така значи не се зема во предвид фактот дека има деца кои што го читат тоа, нивните родители го работат токму тоа. И тие деца се починати во класот, така? Значи апсолутно мора да се направи реформа и сега
бидејќи кај нас реформите наместо на подобро многу често заглавуваат, бидат на полошо, ќе видиме што ќе се случи. Ама еве нели се основа комисија за против дискриминација, што е па ќе видиме што нели Да, комисијата за заштита од дискриминација е, мислам, еден голем успех кој што треба да го славиме. Сега нели треба да видиме како ќе функционира, веќе е почната да функционира, но понатаму како ќе функционира оваа комисија. Добро е тоа што во комисијата членуваат и професионалци кои што доаѓаат од граѓанскиот сектор, професионалци кои што веќе, не знам, со години се занимаваат со проблемите во однос на дискриминацијата на различни групи во општеството, така што јас искрено имам многу надеж за оваа комисија. Нештата не се идеални, но комисијата ми дава надеж дека има некаков мал напредок и нормално, нели, напредокот нормално е да оди бавно и нормално е да бидат тоа мали чекори, особено за држава која што не е научена на големи или воопшто некакви промени. Така што не знам, мислам дека и мора да сме и ние како граѓани, не само активистите, не се да се оставя на активистите затоа што активистите не земаат плата за ова што го прават, туку сите граѓани мора да сме постојано будни и да следиме што се случува и за дури и за ситници да се вознемируваме како ќе резултираат тие ситни промени, затоа што навистина сме многу фрагилно општество кога станува збор за почитување на човековите права, на која било заедница. Јас дури мислам дека ние се вознемируваме, но нашиот гнев единствено го изразуваме на социјалните мрежи. И се валјда тоа е минусот од постоењето на социјалните мрежи, бидејќи кога ќе се искажиме гневот и ќе, не знам, дури опцуеме некого и слично, се чувствуваме дека сме реагирале и таму завршува нашата активност, за жал. Да, за жал мислам дека немаме некоја голема критичка маса во Македонија и впечатокот мој е дека голем број луѓе кои што беа критички настроени веќе не се поради X причини. И сега имам чувство дека одново треба да градиме, после шарената револуција, одново треба да градиме нова критичка маса, во која што дел од оние активисти што беа претходно активни по улиците веќе се во таа нова критичка маса, но дел не се, затоа треба да градиме нови активисти и тоа е еден долг процес и кој што треба интензивно да го водиме, затоа што неопходен ни е активизам. Навистина неопходен. Затоа ние еве во Еквалис постојано работиме со активизмот како тема и му имаме дадено посебно место во организацијските активности и се обидуваме најмногу што можеме, најинтензивно што можеме да поттикнуваме, да инспирираме и да создаваме млади активисти кои што утре ќе можат да носат на свој грб едни цели процеси во општеството. Апсолутно, да. За крај би те прашала перспективи, значи што мислиш дека ќе се случи во однос на ова прашање и дали нешто ќе се случи? Мислам, ти делумно го опфати ова, но мислам дека она што следува во следните неколку години, мислам дека е уште поинтензивно кревање на свеста дека ЛГБТИ заедницата мора да добие услови за да ги ужива своите основни човекови права и граѓански права. Значи, повторно ќе повторам, не бараме ЛГБТИ права, туку бараме услови за да можеме да ги уживаме основните права кои што ни следуваат со самото раѓање на овој свет. И јас навистина имам многу надеж дека конечно почнуваме да се придвижуваме кон вистинската насока и дека навистина за некои десетина години од сега ќе можеме да бидеме барем на ниво на кое што е Хрватска во овој момент. Хрватска е одличен пример за еден брз пресврт во општеството кој што се случи, пресврт кој што има возможни на ЛГБТ и луѓето да добијат услови за да ги уживаат своите права. Така што ете, мојата надеж е дека за десетина години од сега можеме да бидеме барем таму
еве за 15 години нека биде, нека не биде за 10, ама да, мислам тоа е мојата надеж. Не би правела проценки затоа што политичката состојба во Македонија ни е многу нестабилна постојано. Мислам во оваа држава живеам 27 години еве и од оние последни 20 што ги памтам вака од цел живот, постојано мислам дека е нестабилно и фрагилно се што се случува, секоја промена, секоја реформа и всушност ние сме тие кои што мораме да ја преземеме државата во своји раце и да се избориме да дојдеме на едно по-хумано ниво во иднина. Такав да кажам, само секако се надевам дека парадата на гордоста за некои си 10-15 години ќе почне веќе да се чувствува како прослава, а не толку како протест и дека се повеќе ЛГБТ луѓе ќе бидат храбри да излезат од плакарите во кои што се, да излезат од 4 ѕида во кои што се изолирани цел живот и дека се помалку ќе го има оној страф од последиците кои што можат да ги здобијат во моментот кога ќе се отворат себе си кон светот и ќе се обидат да ја покажат својата автентична форма, така што ете, тоа се моите проценки дека ЛГБТ и луѓето ќе чувствуваат се повеќе и повеќе слобода. Да. Па искрено и јас на тоа се надевам и мислам дека тоа ќе се случи, бидејќи има некои, да кажам, по-либерални процеси веќе се одвиваат во државата, но сепак не можеме да знаеме, бидејќи што кажам, тука е нестабилно, значи не знаеме утре што ќе се случи, а не па по 15 години. На нас останува да се, нели, пред се надеваме, имаме надеж и се бориме, бидејќи ако немаме надеж, нема ни зашто да се бориме. Добро, Елена, ти благодарам што гостуваше. Мислам дека многу интересен разговор имавме и доста информативен за оние што ќе ја гледат. Па се надевам дека во следна прилика и на други теми ќе дискутираме. Да, исто и јас се радувам на разговорот, баш беше забавен и интересен. Се гледаме во сабота на парадата, а по парадата нели и во дуња на настанот, да. Така што да. Масовноста на улиците е круцијална во овој момент. Она што ти го кажа дека на социјалните мрежи сме гласни, но мораме да бидеме гласни и на терен, затоа што социјалните мрежи и покрај тоа што се веќе дел од нашето постоење, сепак ја немаат истата моќ која што ја има улицата, буквално кажано. Така што се гледаме на улиците. Се гледаме на улиците, како и секој пат, да. Ти благодарам, Елена, уште еднаш и почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.